Во текот на вчерашниот ден, 8 декември, полициски службеници од Бирото за јавна безбедност и тоа Оддел за криминалистичка полиција, Единица за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, во координација со Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, Одделот за специјални полициски операции и СВР Скопје, Единица за недозволена трговија со дрога, пресечен е меѓународен канал за транспорт на дрога од територијата на Република Косово на територијата на нашата држава, при што е запленета марихуана во количина од околу 200 килограми со вредност од околу 600.000 евра и лишени од слобода се 6 лица, македонски и косовски државјани. Имено на автопатот пријателство од страна на полициски службеници при извршен преглед на патничко возило Opel Zafira со скопски регистарски ознаки, управувано од ИП 51 годишен од Скопје, биле пронајдени патнички куфери во кои имало 55 пакувања марихуана. Истовремено, при контрола на патничко возило BMW Туран со скопски регистарски ознаки, управувано од БР 30 годишен од Скопје, биле пронајдени црни вреќи со вкупно 116 пакувања марихуана. Во близина на бензинска пумпа биле сопрени две патнички возила, и тоа Мерцедес со струмички регистарски ознаки, управувано од ОА од Скопје, каде како сопатник бил косовскиот државјанин ДЖЛ, како и патничко возило Мини Купер со скопски регистарски ознаки, управувано од ЕА од Скопје, каде како совозач бил БР од Скопје, кои биле ангажирани за да го обезбедуваат транспортот на дрогата. Во консултација со јавен обвинител, по добиена наредба од страна на судија на претходна постапка на Основен кривичен суд Скопје, извршен е претрес во дом кај БР, при што биле пронајдени торби со 29 пакувања со марихуана, кеса со марихуана, фантомка, дигитална вага и 11 куршуми, додека при извршен претрес во домот кај ЕА пронајдени се и одземени сигнален пиштол, марка е Кол 9 мм со празна рамка, како и еден пиштол црвена застава 9 мм со една рамка со 10 куршуми за него, додека во куќниот двор било пронајдено патничко возило BMW донесено од Република Косово без соодветна документација, при што од страна на Царинската управа е одземено за понатамошна проверка. Денеска до надлежното јавно обвинителство против лицата ќе биде поднесена кривична пријава по член 215 и член 396 од Кривичниот законник.